Калинката е доходовна, се знае поради здравствените причини на луѓето, таа се користи за бидејќи содржи доста железо, танини и сокот е многу добар од неа. Плюс тоа кората што од киселата поготово калинка се користи како за чај, за диареја, за проливи, кажемо народно. Иначе овој насад датира уште за време на Анска река, од 77 до 78 година е подигнат, околу 85 декара, 8,5 хектара ова површина целата, со застапеност поготово на автохтони турски сорти, така наречени. Има Кара Мустафа, Лифанка, повеќе турски миња, така да Бејнарија, тоа е најблагата сорта што е. И доходовна е, само со добра работа, одгледување. Јас тука моментално ги работам, ги подкастам, ги чувам. Бара ли многу трошоци калинката? Не бара многу трошоци. Пожелно ѓубрење, наводнување, поготово наводнување преку цветањето, кога за време мај месец, тогаш да има доволно вода, така да има добар принос и се доходовни. Не искористено за тоа што се виде, овој што покрупните плодови се берат, се прва рака. После треба да се втора реколта се бере и на крајот останат најситните. Најдобро да има сокара некоја, да се прави сок од него. Нели реков на почеток дека е корисен, за да се искористи секој плод, а не да паѓат по земјата и да стоиш. Тоа ми избор. Сакате да кажете дека недостасуваат преработувачки капацитети недостасуваат. Пожелно да има некој капацитет, не само на на организациони или од приватни и други што да се откупуваат, да не луѓе да лутат и да гледат по патишта, продаваат и така да кога се соберат целиот плод, ќе има корист и производачот и оној што ќе ги преработува. Сметате ли дека доволно ќе има суровина ако се отворат капацитети, бидејќи и тоа е едно прашање кој што може би ги тангира? Јас по моје мислам дека ќе има доволно. Оти сега во моментално се шири и турската калинка, она е како хибридна иде, малку е поскапа. Има подигнат тука кај Марвинци, мислам, тие ги знаете, да? Од Турци има луѓе што работат со нив, доста има подигнато. А рандеманот на сок, ова што е старата тука, автохтона во Македонија, 3:1 сок дават. Значи за сок се овие подобри него ли они. А со добро одгледување на хектар или че по стебло до 100 кг или 100 до 150 кг со добро одгледување. Битно е обработката и работата да се одгледува како што треба. И само за крај, цената е она која што е честопати дискутабилна, мораме да си признаеме, она која дали задоволува таа цена или сметате дека можеби, не знам. Цената не задоволува како што треба. Иначе овие што вршат прекуп, тоа они користат, трговците користат. Иначе производачот не ја користат. И како што општо другите производи земјоделски. Која е она цена која што според вас треба да биде за килограм калинка? Просечно 20 денари на големо.